Добре ни дојдовте во нова епизода на Women Podcast. Голем поздрав до нашите верни пријатели Pix Plus, кое што се место за секој фотограф и видеограф. Речиси нема културен настан на кој што нашиот денешен гостин не присуствувал, освен ако немало по 3-4 во иста вечер или преку ден. Не затоа што нема попаметна работа во животот, меѓутоа затоа што избрал тоа да биде негова мисија. Тони Димков е наш гостин. Тони Димков е новинар, публицист, културен хроничар, наш драг колега. Тони, добре ни дојде и ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин во новата епизода на Women Podcast. Тони е редовен проследувач на културните настани во Скопје во изминативе, да кажам, повеќе од 35 години, така, и нормално и надвор од главниот град, колку што условите и времето тоа го дозволува. Тони е идеен творец и главен уредник на прилогот Културен печат, кој што излегува во саботниот број на весникот Слободен печат. Добре ни дојде уште еднаш. Јас веднаш ќе почнам со прашањето како точно културата стана твој животен пат, затоа што во целиот твој професионален живот си фокусиран и посветен на културата. Благодарам многу на поканата, баш ми е драго што еве во вашето студио сум тука да поразговараме на теми што се поврзани со културата и поточно со тоа што ние како колеги го работиме во целиот наш живот, колку што знам и за тебе до сега. Така што убаво е чувството да се биде дел од културата, убаво е чувството да се негува, мислам дека во моментов е најекстензивниот и најредовниот прилог за култура во печатените медиуми во Македонија. Културен печат, изворно идејата потекна од редакцијата на дневниот весник Слободен печат. Во еден период се најдовме на заедничка линија со Злате Лозановски, кој што беше во тој период главен и одговорен уредник на редакцијата. Разговорот што го водевме околу договарањето како да биде, колку да излегува, што да значи културниот печат, траеше, мислам, 35 секунди. Да. Веднаш се договоривме. Името е аналогија на дневниот весник, значи Културен печат, Слободен печат како додаток кој што на неделна база ќе ги следи сите случувања во областа на културата и уметноста, ќе ги следи личностите кои што оставиле белег на неделата претходно или неделата подоцна и секако ќе се обиде да направи некаква архива на актуелната културна сцена во Македонија. Тони, низ овие повеќе од 3,5 децени твоја работа, си прошол низ многу типови на медиуми. На Културен печат повторно ќе му се вратиме понатаму во разговор. Од телевизија, електронски медиуми, печат, дополниме слободно, ако нешто имам... Во сите видови на медиуми. Сите медиуми. Може ли да се каже дека сепак весникот остана твоја љубов и на некој начин јас барем така те доживувам со обстојувањето на Културен печат ми е баш како последните борци за овој тип на медиум. Свесни сме дека веќе опаѓа интересот за и купување, и издавање и така натаму. Дали се чувствуваш како да си дел од една, па можам слободно да кажам, историја на нашето новинарство? Историја е тежок збор, меѓутоа да, во смисла на медиумите и нивното обстојување, значи јасно е дека веќе дневните весници се традиционален, класичен медиум кој што полека со текот на времето жално е тоа да се каже, меѓутоа идат кон својот крај, затоа што технологијата толку многу напредна што едноставно дневните весници ќе се обидуваат уште известно време да се појавуваат во оваа изворна форма, меѓутоа прашање е колку ќе успеат во тоа, бидејќи технолошкото време неминовно гази, младите генерации гледам дека не многу им значи тоа што
весник излегол некаде во трафика, дури не ни знаат каде има трафика у последно време. Така што новите медиуми веројатно ќе го заменат тоа што денеска го викаме традиционално или класично новинарство. Меѓутоа, пак од друга страна, дневните весници се уште се медиум кој што останува буквално за историјата, бидејќи дневните весници се уште се собираат и се надевам се чуваат во универзитетските библиотеки, и доколку некој се наврати после 20 или 30 години на нашето време, ќе може да го дознае само преку весниците кои што се сочувани таму. Ова го потенцирам затоа што, да речеме, такво нешто нема да може да направи на Google. Од која причина? Што Google и сите тие што се современи електронски платформи имаат свој начин на екзистенција, и ако се случи некакво пореметување во однос на објавата или згаснување на одреден медиум што излегувал само во електронски формат, од моментот кога ќе биде скинат линкот до серверот на кој што бил пласиран форматот, значи од тогаш веќе се губат сите информации трајно. Во весникот остануваат трајно, односно додека ги чуваме. Тоа сега за сега е разликата во однос на медиумите, а во однос на воведот кон твоето прашање околу тие 35 години работа, значи секогаш сум кажувал дека сосема случајно се појавува ова што денеска го работам 35 години. Почетоците се уште во моето средно образование. Во Орце Николов имавме едно младинско радио Клуб 100, каде што како ученик во школото бев и јас дел од екипата. Екипата беше 30 на ученици во тоа време. Денеска се сите тие успешни личности во секој во различна на област. Меѓутоа тогаш со таков ентузијазм, со таква љубов и волја му пристапивме на медиумот радио. Радио, Орце Николов во тој период беше електротехничко училиште, па ние повеќе радиото излезе како израз, Слободан Таневски професорот го иницираше, и тоа беше повеќе како некако вид на училишна пракса. Учевме транзистори, кондензатори, електронски шеми, како се прави предавател, како се подигнува антената ни текно, сами ја подигнавме над школото, и битен момент беше што тоа радио беше првото радио што воопшто постоеше во тогашна Социјалистичка република Македонија, надвор од радиодифузниот систем на радиотелевизија тогашна Скопје, која што подосна стана Македонска радиотелевизија. И тоа чувство, таа посветеност кон новинарскиот, тоа и не беше некој вид на новинарство, тоа беше, пак ќе кажам, посветеност една кон радиото, меѓутоа пак имаше емисии во кои што требаше сериозно да се пристапи, да се приготват синопси, шпалта, најава, музика, главно музички емисии имаше. Какви емисии правевте? Главно беа музички емисии, и радиото не работеше, во првиот период не работеше секој ден, сега не ми текне еднаш неделно одевме, па после тоа одеше секој ден, меѓутоа во одредени сати. Обсегот на слушање беше максимум Скопје, до Радишани и до Ѓорче Петров 2, например. Од прилика. Аеродром не знам дали не фаќа, али не, едноставно, значи, тука влегов. После тоа помина нешто војска, се запишав факултет, се вратив од војска, почнав на почетокот на електрофакултет, затоа што тоа беше браншата. Меѓутоа, како соработник почнав да работам продолжив да работам со радиото. Так. Тоа се случува некаде 1990 година, 89-90. И во тој период се зборуваше на големо за отварање на студентско радио, кое што требаше да биде под Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа радио беше отворено во 1991 година. Се сеќавам дека на отварањето ни беше присутен тогашниот председател Киро Глигоров. Дел од екипата беа некои луѓе кои што подоцна, како и јас, што подоцна се продефилирав, отидоа под други печатени електронски медиуми, дел од екипата. Јас неколку години отпосле влеговме во Македонска радиотелевизија да работиме. Така што веќе студентското радио
понуди друг еден начин на размислување, затоа што веќе после Sky Radio, мислам дека беше првото. Не, Канал 4 беше првото радио што после тоа се појави, а студентско радио беше второто што доби фреквенции што почна да зрачи. И веќе во студентското радио беше профилирана една убава екипа со стандардна програма, 24 сатна програма, значи сериозен ангажман. И тука веќе ми беше јасно дека сум останал не сакајки сум останал во новинарството. Следуваше периодот од 1995 до некаде 2004 година во македонската телевизија, каде што ги поминав сите нивоа. Од утринската програма Добро утро Македонија со уредникот Иван Андреевски. Со него продолживме потоа една година со емисијата Неделно попладне за последните од некаде 98 до 2003 година да работам во редакцијата за култура и уметност. Ова го потенцирам затоа што тоа е веќе дефинитивно дека тоа е областа у која што до тогаш сум работел 10 години, 12 години и во која што останав до ден денес, упорно и наетливо, не дека во меѓувреме немало некои обиди да само култура ли ќе правиш и слични муабети. Меѓутоа, ако не се применува овој рецепт на работа, секој друг за мене е неуспешен. И сега ќе дојдам до моментот на печатените медиуми, затоа што откако излегов од македонска телевизија некаде 2004 година, со Ана Зафирова работевме на емисијата Врти сучи, тоа ти е Скопје, 3 или 4 сезони мислам дека беше таа продукцијска емисија беше. И после тоа се појави поканата се отвори неделникот Глобус, кој што сега е згаснат, па работев таму 5-6 години, па еден период работев во Лайф магазин и Форум, па потоа и тие згасна, па еден период работев една година, 12-13 година, 2012-2013 година работев во Граѓански, кој што постоеше помалку од една година како медиум, и тој згасна. После тоа стигнав во немањето избор, мора да се појавија порталите, почнав да работам по портали, mkd.mk беше моја станица во период од 5 години и еве во последните речиси 6 години го правам културен печат. Тоа се тие 35 години бегаш низ различни медиуми што ги, значи и радио, и телевизија, и интернет портали, и за во овој период пак да се вратам на печатените медиуми, поточно на дневното новинарство. Иако принципот на работа на културен печат е неделен, бидејќи невозможно е еден човек да работи и дневна агенда и неделна агенда, така што културен печат го работам како неделен прилог и таков е и односот кон подготвувањето на содржините. Има страшен ритам, брз ритам, ритам што нема крај, затоа што толку брзо доаѓа следниот број, што едноставно човек не се сеќава како му поминува времето. Јас верувам дека многу твои читатели на културен печат, а и сега и наши гледачи, не веруваат дека само ти го работиш во суштина културен печат, дека ти ги пополнуваш сите тие страници. Може ли вака да објасниме како се прави еден број? Затоа што јас една работа знам, Тони, немојте никогаш да го побарате во четврток и петок, па никако, затоа што тогаш се затвора бројот наутро, така, дека 12 или дека 2. Ама ајде на пошироката публика да им доловиме како се прави еден број на еден неделник. Еден број не може да се направи, туку паралелно се прават сите броеви, односно излегува еден. Значи да го објаснам ова. Значи сето тоа е дел од ритамот и начинот на живење. Бидејќи навистина во еден ден не можеш да направиш 8 страници, ниту пак ако денеска некој ти каже ајде оди направи 8 страници за весник, ќе можеш тоа да го направиш. Значи позади правењето на секој број стои тоа 35 годишно искуство и багаж
и комуникација и со уметниците, и со културните установи, и со луѓето што се поврзани со култура и уметност. Затоа ми оди лесно и брзо, си има и физички момент. Петок е денот кога секое звонење на телефонот ми прави проблем, затоа што едноставно физички толку е времето. Заедно со графичката дизајнерка Елисавета Бекова во во Слободен печат. Значи, тие неколку сати во петок од сабале од некаде 8:30-9, па некаде до 3:30 попладне. Значи, не смее никој да не деранжира, бидејќи нема да стигнеме да ги напуниме страниците, да ги направиме страниците. Црвено за пријатели и непријатели. Да, тоа е нели дедлайн, кога нема поместување на линијата, тоа е тоа. Во тој период мора да се направат сите 8 страници. И едноставно, значи, петокот е таков поради физичкиот момент, нели, на лекторирање, на коригирање, на графичко дизајнирање, па ако има потреба дополнителни фотографии да се бараат или да се најдат. Иако се обидувам најчесто сите материјали на купче однапред да ги пратам, да ги има пред себе, за да може и она полесно да се снајде во материјалот. Меѓутоа тоа, значи, секој број до сега што сум го правил во овие речиси 6 години, значи секогаш сум имал од повеќе материјал, односно се појавувал материјал за кој што сум немал простор, па тој материјал што може да истрпи чекање од неколку дена, значи сум го чувал за наредниот број, или да речеме најчесто за големите интервјуа кои што ми се дел од нели концептот на самиот прилог. Инсистирав уште од почетокот во секој број да има интервју на 2 страници. Такво интервју нема во ниту еден друг дневен весник медиум во кај нас. Меѓутоа инсистирав на тоа затоа што само на тој начин им се дава значење на авторите. Апсолутно. Се друго, значи може да помине како информација, како разговор, како средба, меѓутоа ако сакаш вистинско значење да им дадеш на уметниците, сметав дека 2 страни се тој оптимален простор. Сега тие 2 страници секако си бараат посебна подготовка. Да речеме, ако ви кажам дека тие интервјуа за наредните 2 броја, термините веќе ми се пополнети. Знам кој ќе биде, што ќе биде, само се чека момент на реализација. И едноставно, значи, со таков концепт, однапред подготовка на концептот, на идејата, на соговорникот во главните интервјуа, значи работата иде лесно. Тони, ти дошло ли некојаш преку глава да си кажеш аман од професијава или зашто онака не велам да жалиш, меѓутоа да си кажеш не можам повеќе ова да го работам или изморен сум. Сега шала на страна, меѓутоа ти како one man show ти не смееш ни да се разболеш во текот на недела, за да можеш се да сработиш. Да. Се шејувам. Не сум дошол до таков момент, меѓутоа го чувствувам притисокот на времето, особено ако се сетам дека во времето кога работев во телевизија, во петок во 3:30 попладне напушташ редакција и доаѓаш во понеделник сабајле у 8:30. Значи викендот ти е слободен. Меѓутоа тоа беше време кога имаше само фиксен телефон. И се уште постоја пејџери. Значи ни т од мобилен телефон. Многу се променија работите со појавата на мобилните телефони, на интернетот, на социјалните медиуми, па не само еден, туку стотици социјални медиуми. Тоа многу го промени начинот на живење на сите нас, тоа многу го промени. И значи не чувствувам тешкотија од работата. Меѓутоа има периоди кога или наутро кога ќе станам, првото вклучување на компјутерот, што значи? Значи барем саат време проверка кој што, каде, зошто пратил, колку пратил, за кога пратил. Проверуваш мејл, месенџер, Инстаграм, SMS-и уште стигнуваат. Ај кажи сега, која од социјалните мрежи ти дојде најтешка за адаптација? Тоа го прави притисокот врз сите нас. За адаптација немало најтеска, имав отпор долго време кон Фејсбукот, меѓутоа морав да го прифатам затоа што
покрај сите тие работи што ги гледаме на Facebook, а особено во последно време све од трагедија до катаклизма. Така. Значи, сепак, Фейсбукот, ако рационално го користиш, има многу придобивки. Така. И често ми се случува со некои луѓе воопшто да не лично се договараме, преговараме, туку све тоа да иде во таква некаква комуникација преку месенџер. Значи, има моменти кои што стварно се корисни, меѓутоа, од друга страна, кога ќе видиш дека одзема време, и напор, и вид, и концентрација, кога треба сите тие мрежи да ги провериш со информациите кои што стигнале, да ги обработиш, да изанализираш што ќе оди сега, дали ќе оди во овој број, дали ќе оди во наредниот број, дали воопшто ќе оди, како да се предоговориме за понатаму. И едноставно сето тоа одзима време. А покрај сите тие работи што технолошки не воздигнуваат, имаме физички проблем дека денот на планетата Земја се уште трае 24 часа. И толку е. Колку и да го тегнеме на 26 или 28, некогаш и на 36 часа сум се обидел да истегнам ден. Едноставно, тоа е и толку е. Тоа е тоа што на моменти те изморува, меѓутоа не те откажува. Бидејќи тоа е, поривот е тој, и ќе го работам додека е можно, додека ја имам можноста да го правам културен печат. Така. Можеш ли да се сетиш, например, на колку најмногу настани во еден ден си присуствувал? Се случува многу често, и јас како новинар ќе се сретнеме секако на настаните. Некојаш тоа е, ќе се појавиш 10 на 15 минути некаде, со тоа што самиот рече дека низ годините градиш релации со многу од тие луѓе од културната сцена. Некојаш моментот е буквално да се појавам за да ги поддржам, да ги поздравам. Се случува некаква изложба или и така натаму. На колку различни локации си се појавил во еден ден, вака најмногу да се сетиш? Значи, не само да ги појавам, има некои кои што кога ќе им кажам не можам да дојдам, па се лутат. Има периоди, особено во пролет и на есен, иако веќе и нема некаков период да кажеш тогаш има, тогаш нема настани. Значи, првиот настан оваа година мислам дека ми беше некаде на 14 јануари. И ќе трае тој период со настани до 30 декември. Веќе неколку години тоа уназад е практика. Меѓутоа сепак има периоди кога поинтензивно се случуваат настани. И тогаш едноставно, значи се обидуваш да некако искомбинираш, да некаде отидеш порано, на друго место подоцна, некаде ќе се извиниш, некаде ќе останеш, зависно и од настаните, ако е да речеме театарска представа, нема, тоа е, ќе отидеш на представата и ќе останеш до крај. Или ако е концерт, па ќе отидеш малку подоцна, ако изложба малку порано. Не сум броел колку пати најмногу сум бил, меѓутоа имало периоди кога да речеме преку ден ќе се врзат 3 пресконференции, а навечер ќе се врзат 5 до 6 настани. И тогаш понекогаш не е кому иде работата, меѓутоа си правам некаква лична шема како со една траекторија да опфатам повеќе настани. И ако се така врзани изложба, концерт, представа, нешто, ќе отидеш некаде порано, некаде ќе ја одгледаш, некаде ќе задоцниш и едноставно битно е да си присутен. Битно е да си присутен затоа што да не зборувам се за некои други колеги, меѓутоа јасно ни е дека некои медиуми работат или од канцеларија или од кујна. И едноставно, значи, со копи-пейст, што нема крај и не знам од какви причини, луѓе што не се појавуваат на настани, меѓутоа влијаат врз јавното мнение, врз основа на некои соопштенија кои што ги добиваат без да бидат присутни на местото на настанот, меѓутоа тоа е дел од начинот на функционирање од една страна, меѓутоа е дел од начинот на деградирање на професијата. Со тоа што и самата професија веќе извесен период поминува низ еден процес на деконструкција кој што не знаеме докаде ќе одведе, бидејќи
некои последни случувања што се одиграа во нашава држава, дел од нив трагични, гледаме дека веќе тие продукти што ги гледаме и не се новинарски продукти, туку се пласирани во јавноста преку одредени социјални медиуми со друга намена, што не е новинарство. Или веќе секој е новинар. Да. Што е најстрашно. Во 2022 година ја доби наградата Мито Хаџивасилев Јасмин. Така? Не. 20 во или 2016 ја добив Мито Хаџивасилев Јасмин, а во 2020 ја добив 13 ноември на град Скопје. Ти значат ли овие признанија? Сепак се за твојот изоден пат, кој што нормално се уште го одиш, меѓутоа ете некој од твојата фела и пошироко нашата фела, некој тоа го верификувал, го признал. Значат секако и не само што значат, туку тоа даде дополнителна одговорност на тоа што го работам. Бидејќи на пример еве за наградата Мито Хаџивасилев Јасмин, која што остана единствена професионална државна награда за новинарство кај нас. Значи во комисијата за доделување на наградата има 15 новинари. Значи нивното мислење се поклопило да јас таа година 2016 ја добијам наградата и секоја година мислам дека во комисијата има по 15 новинари кои што одлучуваат за наградата. И значи тоа е за мене значи дека да, јас добив наградата, меѓутоа сега во годините што предстојат и треба да ја оправдам. А оправдувањето е само со пристапот, со професионалниот однос кон новинарството, иако јас работам строго култура и уметност, значи и таму е битен тој момент на пристап и на одговорност кон пишаниот збор. Како не? И едноставно, значи да, даваат и порив, и мотив, и одговорност. Мислам дека за наградата 13 ноември се помал 13, мислам дека се во одборот што ја доделува наград, меѓутоа тоа е значи исто дополнителен императив и таа награда ја добив во годината кога владеа тие ковид пандемии и такви работи и едноставно беше поттик да продолжам конкретно со културен печат. Затоа што културен печат јас него да, иако беа згаснати сите настани, беа затворени сите културни установи, не се одеше по концерти, по представи, ја продолжив да го правам културен печат и практично наградата беше на некој начин награда за мојата посветеност во невозможни услови за работа. И правење на страниците, полнење со содржини кои што беа исто така актуелни и релевантни. Тогаш го имавме моментот кога се направи еден свич, ќе го потребам тој свртување кон онлайн медиумите, се појавија многу театарска представа, видео, така, промоции онлайн и такви работи. Меѓутоа јас останав да го следам тоа што се случува, ако веќе не беше можно физички, во онлайн сферата и немав никаков проблем да ги пополнам содржините. И да, значат и верувам на секого му значат, затоа што сепак со наградата роден сум во Скопје, многу ми значи што ја добив главната скопска награда за тоа што јас го работам. Можеш ли вака да издвоиш кои периоди од во овие 3 и повеќе децении можеме да се пофалиме со богата културна сцена? Сигурно не е едноставно да се сетиш на сите децении, сме имале навистина и многу падови, многу подеми и падови. Имало периоди кога нашата култура ја имало многу повеќе и надвор од Македонија со едно поорганизирано представување. Јас имам впечаток дека последниве години сме малку не малку, туку многу позатворени. Како пари да нема доволно во културата, да не се инвестираат и тоа се одразува и на продукцијата и на квалитетот. Кои се според тебе во изминативе 30 на години да кажеме, златни години на културата во Македонија? Ако се враќаме повторно на времето пред интернетот, пред мобилните телефони, значи тогаш имаше еден стандарден систем на функционирање на културата. Исто е тогаш било Министерство за култура, само што се ако добро се сеќам, СИЗ за култура или така некако се викало. Зборувам сега значи за социјалистичка Македонија.
Значи си имаш еден веќе зацртан систем во кој што си функционираше културата од тој период, значи и ден денеска ни се познати манифестациите, значи мајски оперски вечери, Скопски џез фестивал, Скопско лето, значи младо отворен театар. И едноставно во тој период, значи културата функционираше на тој начин, фестивалски немаше како денес. Денеска веќе има толку многу нови фестивали, нови иницијативи, нови проекти. Кога ме праша претходно за тоа колку настани во една вечер, практично сите тие настани се производ на една флуентна сцена која што од ден во ден создава се повеќе и повеќе производи. Меѓутоа, од друга страна пак, очигледно е дека буџетот за финансирање на целата таа култура, иако од година у година од Министерството за култура велат дека се зголемува процентот на самиот буџет за култура, си има чувство дека во секој проект веќе недостасуваат средства. Односно, има средства за да се почне и да се реализира до одреден сегмент проектот, меѓутоа сите продуценти со кои што сум разговарал се жалеле на тоа дека немаат доволно средства за да го финансираат проектот така како што тие го замислиле. Односно понудиле една апликација, а добиле одобрување за сосема друг буџет. Едноставно, веројатно, тука лежи нели моментот што толку се парите за културата. Повеќе години наназад е одлучено да им се даде на сите помалку, отколку да се пресечат многу проекти, да не им се даде па и уште ако на некои проекти не им се даде поддршка од Министерството за култура, па има страшни реакции по социјалните медиуми. И едноставно, како и да свртиш работата, ќе излезе дека да, буџетот е мал, меѓутоа од Министерството сметаат дека е доволен, меѓутоа очигледно е дека ние како држава, факт е дека сме сиромашна држава. И едноставно, значи, не можеме да собереме буџет што соодветно ќе го следи развојот на културата. Ако закопаме малку подлабоко и ако видиме дека има многу проекти што се однесуваат во однос на заштита, конзервација на културното наследство, таму ќе видиме дека имаме неверојатно голема дупка во однос на буџетот што е потребен и дека единствена можност да некои од тие работи се конзервираат, санираат, реновираат е потрага по грантови од странство, што и за дел од нив и се случува, да. Сметаш ли дека нели тоа сме согласни дека буџетите се секогаш недоволни, дека можеби и треба малку повеќе самите уметници, продуценти, зборувам од сите области, да се трудат малку повеќе да не зависат целосно само од државниот буџет. Ете, денес светот е малку поотворен, постојат апликации од секаков тип, да се поврзуваат со други земји, на некој начин малку повеќе да излеземе од таа кутија дека само државата треба да ја субвенционира културата. Малку секој повеќе да се потруди да обезбеди, да си го обезбеди својот проект. Па мислам дека во таа ситуација малку се недодефинирани работите кај нас. Се уште има некои професии кои што не се ставени во списокот на професионални професии во не знам таму Министерство за економија и така. Во која смисла го кажувам ова? Затоа што доколку уметникот почне да тргне да бара грантови, поддршки, па и самата апликација за Министерството за култура на нив им одзема известно време и извесен напор, тогаш тој ќе има недостаток на време за своето уметничко дело. И едноставно тие се ставени во расчекор. Од една страна свесен е дека доколку добие поддршка од Министерството за култура и тоа му е малку како буџет, а ако тргне да бара грантови, фондови, влегува во еден бирократски лавиринт кај што треба да исполнува стандарди, услови, апликации. Некои апликации знам дека
некогаш траат и по 2 години. И едноставно, значи, го доведува под прашање собственото уметничко дело. И се расчеречува. Расплинува, така. Може би треба да, нели, на поинаков начин целата таа културна сцена профункционира на некаков продукцијски начин. Меѓутоа, за да профункционира така, треба да имаш продуцент. Тој продуцент треба да има некаков начин на одржување на тоа што го прави. Значи, не само Министерство за култура, не само фондови, значи треба тука и општеството да влезе да ја покаже собствената одговорност. Па некои компании кои што, например, имаат буџет за трошење, меѓутоа го трошат на естрада, на спорт, ретко кога им текнува да дадат, да поддржат проект во областа на културата. И едноставно гледаш дека тука веќе наидуваме на систем кој што не е подготвен да одговори на потребите. Систем кој што треба да не е ни во зачеток, треба да се формира. Да, долго време на еден начин функционираме. Едноставно уметниците се оставени да се снаоѓаат кој како знае и уме. За жал тоа е така. Тони, колку слободно време имаш ти во еден ден? И што правиш, односно што ти прави радост, кејф? На страна на работа. На страна на работата малку време останува за јадење, спиење. Дел од слободното време, што и не е слободно време, тука е распоред на часови. Од сабајле до ноќеска, до дека не завршат сите настани. Меѓутоа, барем 2 до 3 пати дневно имам шетање на Дикси и на Шарко. Тоа се 2 кученца, кои што едното не е кученце, е волче, германски овчак. Меѓутоа, иако годинава ќе наполни 10 години, се однесува се уште како бебе. Скока, рипа, се гали и така. Меѓутоа, бидејќи нашата работа најчесто е сведена да си, ако е можно 24 часа на компјутер, 24 часа, тие двајца ми отргнуваат од тастатурата и доволно колку да ме прошетаат и да ми направат кругче околу мало, за да можем да продолжим со работа. Овој начин на живот не познава категорија слободно време. Туку едноставно, значи, една работа се надоврзува на друга. И работа, и приватен живот, и одење по настани, и средба со соговорници. Повремено, ако успеам за некој викенд да избегам надвор од Скопје, значи и тогаш идеш со компјутер, значи пак нема слободно работно време, туку и од таму кај што си, бидејќи мојата работа, односно тоа што го правам во моментов, со компјутер можем од било каде да го правам. И од Северен пол да отидам, и од таму можем да го завршам културен печат, да ги пратам страниците за графички дизајн. Односно да ги пратам текстовите до графичката дизајнерка да ги подготви за графички дизајн, така што сето тоа е некаков след на околности, се ритам на живот во кој што многу е тешко да се оддели приватното од службеното, иако често пати кога ќе се појавам на некој од настаните и некој од присутните или соговорниците таму ќе ме прашаат: ти тука приватно или службено? Викам, нема приватно службено, штом сум дошол тука, значи има некаква идеја. Дали ќе ја реализираме денес, утре или после 3 месеци, значи штом сум тука има некаква идеја. Општо е познато дека кај нас и самиот рече, новинарството е професија која што е прилично, да речеме, и девалвирана. Луѓето што работат во која било област на новинарството се борат за своји работнички права, за вработување и остварување на тие права и така натаму. Во сиве овие години, 35 години твоја работа, колку години имаш регулирани, како ги викаме, како со стаж, со се? Па 5 или 6. Вкупно? Вкупно. Само во 3 од тие медиуми што претходно ги набројував, добив
решение за работен однос. Значи тоа беше во Life магазин и форум, меѓутоа траеше некаде околу 1 година. Во граѓански кај Миле Јовановски исто и тоа траеше околу 1 година и еве последниве 6 години во Слободен печат исто така сум вработен на неопределено. Претходно сето тоа биле хонорарни ангажмани. 10 години во македонска телевизија, 6 или 7 години во Глобус, 5 години во МКДМК, значи си поминаа годините. И веројатно тогаш и бев помлад, па тогаш и не многу размислував за стаж, за пензија, пензиско, што ти е, како ти е. Во еден период имаше и некои луѓе кои што велеа што сам не си плаќаш. Меѓутоа, со оглед на тоа какви се хонорарите во новинарството, ќе беше невозможно. Значи, или ќе плаќаш пензиско, меѓутоа ќе нема од што да преживееш, или ќе се храниш, ќе работиш, па се викаш, па веројатно и ќе има некад повеќе пари. Да, има, пазете, значи, ја го фатив тој период, од тие неколку генерации сме, што ја фативме транзицијата, иако транзицијата еве ни трае 35 години, односно, па да, 34-5 години колку бидна ни трае транзицијата, меѓутоа јас ја фатив она буквална транзиција од преодот од Социјалистичка република Македонија во Република Македонија и после тие 2-3 години еуфорија национална што не беше ја опфатено 91-2, 3 година. После тоа бевме сведоци на тоа како наместо да тој систем што го имавме да го надградиме, па и до ден денеска се случува да се разградува системот што го имавме. И затоа ден денес некои знаат да кажат дека тоа што пред 40 години беше создадено, денеска не можеме ни да го окречиме. И едноставно тоа се трагите на времето што ги остави транзицијата. Во последниот период упорно зборуваме за систем, дали го има, дали го нема. Меѓутоа, ако некој од лични и лукративни интереси упорно работил да го разгради тој систем, сега е невозможна мисија да некој истиот тој систем го состави, односно тоа е макотрпна работа што не трае еден ден, туку веројатно ќе треба да го тоа што, да речеме, дупките што условно ќе кажам нашата генерација ги оставила да ги пополнува следната генерација, бидејќи едноставно гледаме дека е невозможно тоа да се промени преку ноќ. Нема таква сила. Тони, ти благодарам многу за овој разговор, за одвоеното време. Ти посакувам пред се многу здравје и уште многу енергија и ентузијазам во нашата професија и да стигнеш до пензија и да си уживаш во пензионерски денови. Благодарам многу броеви на Културен печат и на сите други проекти во кои што ќе влегуваш. Јас не се сомневам дека ќе имам уште многу што да читаме од тебе. Благодарам и на вас на поканата. Се надевам дека и вашиот подкаст ќе си трае, бидејќи сте неколку генерации помлади од мене, па имате можност повеќе да, го дадете својот придонес во однос на поддршката на културата и секако ви посакувам и на вас се најубаво за некои идни времиња.